civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговараме со градоначалникот на Шуторизари Курто Дудуш. Во изминатиот период бевме сведоци дека Шуторизари се сочува со мини депонии низ општината и со инфраструктурата, односно немање доволно вода во предсе во летниот период. Како се справувате со тој проблем? Проблемот со немање вода пред се е генерално во цело Скопје, не е само во нашата општина. Во изминатите 4 или 5 години поставени се нови базени кои треба да ја задоволат потребата на граѓаните на општина Шуторизари. Спроведени се и секундарни мрежи во неколку улици во нашата општина, меѓутоа не се целосно покриени улиците во целата општина. Во наредниот период, во договор со Водовод и канализација, треба да се работи на тој проблем и треба во секоја улица да се постави секундарна мрежа од Водовод, за да и притисокот го појачаме, инаку и поставени се и нови пумпи. Меѓутоа не можеме да го зголемиме притисокот на вода затоа што има дотраена секундарна водоводна мрежа. Што се однесува до депониите во нашата општина, ако со нешто се справивме најуспешно во последните 2,5 години откако јас го добив мандатот во нашата општина, најдобро и најуспешно се справивме со тие мини депонии. Граѓаните во општина Шуторизари знаат како беше претходно со тие мини депонии, не би ги нарекол во тоа време дека беа мини депонии, тоа беа баш депонии кои беа по 3-4 метри високи и 50 метри широки во радиус. Така да сега такви мини депонии во нашата општина повеќе нема, освен во излезите од нашата општина, каде што доаѓаат граѓани од сите општини од градот Скопје и го одлагаат својот отпад. Меѓутоа, работиме и на тој проблем. Во најбрзо можно време со градот Скопје имаме договорено да работиме на тие депонии за да може да ги отстраниме целосно. Меѓутоа, како што знаете, имаме несовесни граѓани кои диво во приквечерните часови, во вечерните часови одлагаат голема количина на отпад со која ние како општина сами тешко може да се справиме. Меѓутоа, уште еднаш ќе потенцирам дека во внатрешноста на нашата општина повеќе депонии нема и за тоа се сведоци граѓаните на нашата општина. Дали треба повеќе едукација за граѓаните да не фрлаат или тоа веќе го правите? Ние работиме постојано на едукација на граѓаните, со тоа што лично имаме инспектор за животна средина, комунални редари кои одат чак од куќа до куќа и ги информираат граѓаните дека не треба да одлагаат отпад по такви мини депонии. Ние работиме на тоа, појачавме тим на комунални работници. Во нашата општина работат 50 комунални работници. Со 3 камиони се постојано на терен, 2 смени. Ако тоа не го направиме, знаеме дека ќе се појават повторно тие мини депонии. Едукацијата на граѓаните е постојана, секојдневна и ние тоа, ако нешто постираме на нашите социјални мрежи, тоа е таа едукација на граѓаните, покажување на нашата работа, на јавноста, како ние се справуваме со тие мини депонии и затоа викам, ако сме во нешто успешни, успеавме барем тие мини депонии во внатрешноста на нашата општина да ги расчистиме. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.